Според истражувањата на меѓународни консултантски куќи, Кина во последната година го надминала остатокот од светот според растот на новоотворени бизниси. Во оваа земја секој ден се основаат по 4000 нови бизниси. Споредено со 2010 година, кога кинеската економија растеше со стапка од 10%, бројот на стартапи или новоосновани бизниси во Кина е двојно зголемен. По неа следуваат Велика Британија и Индија. Кинеската економија, која базира на ниски трошоци, веќе почна да успорува и истата веќе се трансформира и преобразува во стартап нација. Тоа што кинесите го сватиле е дека ослободувањето од даноци и намалувањето на разни давачки за малите стартапови е единствениот начин овие фирми да можат утре да пораснат во успешни големи компании. Така се создава кинеска нова генерација на фирми. Истражувањето на бројот на новоотворени и изгаснати фирми во Централна Европа вела дека сите земји во регионот, освен Унгарија и Словачка, имаат раст на бројот на новоотворени фирми. Најголем е растот во Хрватска, Србија и Полска. Во Македонија ситуацијата е обратна. Бројот на новоотворени фирми неколку години поред се намалува, а расте бројот на фирми над кои е отворена стечајна постапка. Поред податоците од Централниот регистар, во 2014 година во Македонија се отвориле околу 6400 нови фирми, а во Хрватска во истиот период близу 16000 нови бизниси. Ова е убедливо најмал број на новоотворени бизниси во Македонија во изминатите 7 години. При тоа треба да се има во предвид дека во последниве неколку години стартуваа разни владени програми за самовработување. Уште полош показател кој покажува каде оди македонската економија е податокот дека најголем број на новоотворените бизниси во земјава се трговски фирми, мини маркети, пилјари, кафани, ресторани, сендвичари и занаетчиски работилници. Прашањето е дали тоа е новата индустрија која треба да ја повлече македонската економија. Одговорот е сигурно не. Наспроти кај нас, Кина одобрува огромни даночни ослободувања на венерш фондовите кои треба да ги олеснат финансирањето на стартапиите во првите години од основањето на бизнисот. Кинеските власти вложија над 6,5 милиарди долари во грантови, даночни ослободувања и субвенционирани технолошки паркови, создавајќи вистински стартап бум. Ете тоа е начинот како се создава новата економија. Големи даночни ослободувања за бизнисите, посебно за сите бизниси и индустрии кои треба да ја носат економската иднина на земјата. Кај на засега даночни ослободувања имаат само странските инвестиции.